Македонија е земја позната по своите природни вредности, но и земја која со години се води како еден од најголемите лидери во регионот по загаденост. Велат, Европската унија е нашата иднина, но за дотаму ќе треба многу работа. Што ја очекува Македонија на патот до незината еколошка евроинтеграција? Политиката се спомнува како главна пречка сите овие години за чекањето за македонската евроинтеграција. Но кога ќе се премостат сите нејзини бариери, ќе остане ли земјава во чекална уште долго поради своите грешки? Може ли да заглавиме до недоглед, решавајќи го поглавието 27 за животна средина и климатски промени? Министерот за животна средина и просторно планирање не се плаши. Вели дека како шеф на институцијата која е најповикана за ова поглавје е подготвен да работи. I think we're ready. Absolutely. We have actually done a lot of work already in the past. Yes, we are the key institution that is going to be in charge of developing Chapter 27. However, that doesn't mean we're the only institution that's going to be involved in it. We need actually a lot of our colleagues and other institutions to work together with us in order to achieve the targets of Chapter 27. We have a situation right now where we have developed some of the rules and directives, and laws and directives of the Chapter 27, and we need to do a lot more work on it. However, the majority of the work will also be financial investments that will need to be dedicated to the environment. This doesn't mean it's just environment investments, we're looking at infrastructure investments as well. So this is why it is very important that all the other institutions work together with us in fulfilling these requirements. Но Европската комисија во извештајот за напредокот на земјата забележува дека во ова поле ниту законската рамка е доволна, ниту пак постоечките закони се имплементираат. Еколошкото законодавство на ЕУ содржи над 700 нормативни акти и представува едно од најобемните поглавја кои соодветно треба да бидат пресликани во македонските закони и потоа да се спроведуваат. Од невладините организации велат дека не се сомневаат во донесување на квалитетни закони и директиви, но од земјава редовно подклекнува во нивната имплементација. Најдобри сме во папирологија, а најтешко и најлошо во имплементација. Во однос на, значи ние ќе ги преведеме, ќе ги подготвиме законските акти, ќе се консултираме со јавност и засегнатите страни, иако и тој процес до пред некое време навистина имаше недостатоци, се подобруваме во консултациите, во имплементација на Архуската конвенција и така натаму, но секогаш се сопнуваме или пак имплементацијата која ќе треба да стапи на сила е навистина еден презвик, тоа е еден генерален впечаток. Со буџет од околу 20 милиони евра, државата планира да ги решава проблемите со животната средина кои чинат стотици милиони евра. Министерството за животна средина и просторно планирање очекува владата да има поинаков третман кога преговорите ќе започнат официјално. Поглавието 27, директно или индиректно, влегува во речиси сите сфери на општеството и содржи исклучително високи стандарди кои што се развивале низ годините. Целта е да се најдат соодветни решенија за предизвиците и проблемот со загадувањето. Во последните 6 години, почнувајќи од 2013-та, Унијата одобрила вкупна помош за државата од над 144 милиони евра за проекти кои се однесуваат само на заштита на животната средина. ЕУ инвестирала околу 5 милиони евра само во делот за квалитет на воздух. Александар Дединец од Македонската академија на науките и уметностите, кој работи на проекти за енергетика, е оптимист дека работите одат на подобро. Смета дека со донесувањето на стратегијата за енергетика и климатски промени 30-40, земјава почнала и напорно да работи на исполнување на содржината. Она на што предупредува се финансиите. Она што е важно дека ние треба да потрошиме негде од 10 до 17 милиарди евра за да можеме да ги оствариме оние проекции кои што сме ги зацртале во стратегијата. И она што ние го нотиравме во овие два документи е дека доколку работиме посебно на мерка по мерка, значи не ги имплементираме сите мерки заедно, многу поскапо ќе не чини достигнувањето на целите. Еве, например, ние пресметавме дека доколку работиме мерка по мерка, потребно да се вложат некаде околу 13 милиарди евра. Но ако ги имплементираме сите мерки, паралелно работиме, тоа се неколку 10 милиарди. Значи 3 милиарди евра ние можеме да заштедиме затоа што ако инвестираме во енергетска ефикасност, се намалува потрошувачката на енергија и тогаш ќе ни требаат и помалку ресурси за инвестирање во нови енергетски капацитети.
Освен финансиската поддршка од ЕУ и од други земји донатори, државата остварува буџетски приходи и по основа на еколошки даноци или надомест при регистрација на возила или еколошка такса за горивата. Но она што е посебно интересно за граѓаните е што нема кредибилни, ниту пак достапни информации за тоа колку државата вложува во квалитетот на воздухот кој го дишеме. Отварањето на поглавјето 27 е клучно за да се сврти вниманието и да се стави акцентот на потребите на животната средина, да можат да се зајакнат и да се подобрат. Тоа представува политички притисок врз институциите кои работат во полето на енергетиката, индустријата, шумарството, земјоделството. Без исполнување на стандардите на животната средина, можеме само да сонуваме за влез во Европската Унија.